Ви посакувам и ова утро добар ден и пред се убав ден. Она што и денеска е специфика на денот ќе биде Фактор здравје, новото продолжение, кое што во живо ќе го следите на нашата телевизија. По оваа најава следува најавата на темата, гостинот и аспектите во однос на вашето вклучување во емисијата. Денеска во Фактор здравје ќе бидеме концентрирани на столбот на животот или рбетниот мозок или рбетот едноставно кажано, или поточно ќе зборуваме за скршениците или фрактурите на рбетот. Тие се многу честа патологии, она што е особено важно да се земе во предвид е дека факторот време од настанокот на скршеницата до хоспитализацијата или превземањето на овие пациенти во болнички услови е од исклучително значење, како и понатаму интервенцијата која што ќе треба да се преземе. Сите овие аспекти денеска во однос на скршениците на рбетот и во однос на одговорите на вашите прашања ќе имате можност да ги добиете преку разговорот со професор доктор Игор Кафтанџиев, кој што е субспецијалист травматолог и воедно продекан на медицинскиот факултет во Скопје за специјализации, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Благодарам и за вашето присуство, што денеска ќе зборуваме токму на оваа спомената тема. Посакувам убаво да се чувствувате, а по блокот реклами ќе го отвориме разговорот и можноста за ваше комуницирање. Споменав и уште еднаш ќе потсетам 6091925 и 6091924 се двете телефонски линии за ваше јавувања, а денеска темата што ја ви ја нудиме во Фактор здравје е насловена скршеници на рбетот, преку гостувањето и разговорот со професорот доктор Игор Кафтанџиев, кој што е субспецијалист травматолог. Професоре, на почетокот може да не запознаете од ваш аспект што представува анатомски каде е поставен рбетот и во однос на скршениците како се прави или каква е нивната поделба? Да. Оно што вие на почетокот го спомнавте, структурата на рбетот сепак има една специфична анатомија. Тоа се 33 пршлени кои што се практично оската на телото. Денешниот изглед на рбетот е практично добиен из една еволуција на човекот од неговото станување и исправениот од. Значи, тоа е онаа комуникација, ја држи главата во горниот дел и карличниот појас и екстремитетите доле, што значи целата тежина и осовината на телото е преку рбетот. Анатомски ние разликуваме неколку региони, кои што се специфични, ако можете да го прикажете тоа. Да, и фотографијата од режијата, и може да искоментирате. Да, која што има врска понатаму и на тоа, зборувајќи за скршениците, какви скршеници настануваат. Исто така, можеме да од тука од преку таа анатомија ќе ги видиме и разликите на оние пршлени кои што се во вратниот сегмент на рбетот, понатаму во торакалниот и во лумбалниот сегмент. Рбетот е една сложена структура затоа што тоа не представуваат само коскени елементи. Значи тоа не се само коскените пршлени. Тие се основата, меѓутоа меѓу нив постојат меки делови, дискуси, лигаментарна структура, постои силна мускулна маса која што се припојува на тие пршелени и сето тоа и она што е најважно, тие пршлени меѓу себе го затвараат коскениот канал во кој што се наоѓа рбетниот мозок и од каде излегуваат сите оние нервни корени кои што се одговорни за движењата, за функциите на екстремитетите и значи за моториката и за сензибилитетот. Од тука е значено тоа што различни скршеници може да предизвикаат различни повреди на сите овие структури. И последици следствено на тоа. Следователно на тоа и последици. И токму затоа е неопходно тие да бидат соодветно третирани, препознаени прво, а потоа и соодветно
третирани. Кога зборуваме за скршениците, дали секогаш, буквално секогаш или во најголем дел од случаите зборуваме за акутни состојби, значи веднаш промптни кои што бараат итна интервенција, и втора работа, дали клиничката слика, односно болката е пропратен симптом, односно карактеристика нивна? Да, најчесто зборуваме за итни состојби. Освен една мала група која што веројатно покасно можем да споменам, меѓутоа генерално кога зборуваме за скршеници на рбетот, зборуваме за итна состојба. Без разлика дали е тоа изолирана повреда или во склоп на една посериозна повреда на организмот, сметајќи тука е повреда и на други органи, односно системи. Најчесто болката е првиот симптом и тоа е уствари и причината од каде, поради што и пациентите се јавуваат на доктор. Да. Од тука почнува и лекувањето на пациентите. Пред да зборуваме за лекувањето, ако дозволите, ако ги тргнеме на страна, оние физиолошки промени на рбетниот столб, нешто што е нормално со староста и со карактеристиките на секој човек, кои се причините кои што доведуваат до појава на скршеници? Причините, правени се повеќе студии епидемиолошки, тоа, да кажам, во голем дел и не се разликува во некои светски рамки, и тука се некаде и нашите да речем, исследувања. Да, ова, ако се вратиме малку назад, тоа е она што пред малку го објаснив. Првиот сегмент на вратни пршлени 7, понатаму торакални 12 пршлени, лумбални 5, понатака продолжуваат во карличниот, да речем, појас. Што е специфика? Специфика, ова веќе покажува диагностиката, дел од диагностиката. Дали може да вратите, да го вратите да одрежиете повторно претходниот кадар и да ја стопират, да ја запрат таа фотографија. Да, По меѓувреме може само мислата, ако сакате да завршите, значи, односно причините еве или карактеристиката на овие еве фотографијата. На рбетниот столб е во различната, да кажам, морфологија на пршлените кои што се во вратниот сегмент, торакалниот и лумбалниот сегмент. И особено во деловите кои што се, доку веројатно и гледачите може да видат дека тука постојат две различни кривини. Не би навлегувал се понатаму во некои специјални објаснувања што е, меѓутоа суштината е дека најголем процент на повредите се случуваат на преодот на меѓу првата и втората кривина, односно втората и третата, доколку го гледаме рбетот во она надолжна оска. Значи, тоа е оној мобилен дел на рбетот и тука се случуваат тие повреди кои што може да бидат минорни, меѓутоа може да бидат и исклучително сериозни и да одат со одреден невролошки дефицит, односно повреда и на структурите на рбетниот мозок и нервните продолжетоци. Ако ги земеме или тргнеме настрана траумите за кои што зборувавте и повредите, многу често во овој период чинам дека и качувањата на одредена висина пред се, дрво или нешто што ненамерно или можеби и намерно може да се случи, предизвикува токму скршеница. Така, тоа што почнав пред малку да го зборувам е студиите покажуваат дека сепак најголем процент од повредите на рбетниот столб настануваат како резултат на сообраќајна травма. Понатаму 1/4 од останатиот дел е пат од висина. Тука ние некако си поврзуваме една, не знам, сезонска, би рекол, поврзаност на повредите со она што значи берење на цреши во оној ран летен период и овој есенскиот берењето на оревите и паѓањето од тие дрва. Некако тоа во нашите епидемиолошки студии покажува дека е еден од честите фактори кои што придонесуваат за овие повреди. Што е тоа што, да кажам, е важно да се каже? Да, тие представуваат итни состојби. Итна состојба во смисол на тоа дека
побаруваат итна диагностика и доколку треба и таков итен третман. Меѓутоа, исклучително е важно да се напомене дека иницијалниот третман, а тоа е да речам имобилизацијата или транспортот и транспортот до местото каде што таа повреда ќе се згрижи е од многу големо значење. Заради тоа што правилно изведена имобилизација и соодветно спроведен транспорт значат и превенирање на некои секундарни повреди и оштетувања. Тоа е важно заради тоа што еден пациент кој што можеби и немал некаков невролошки дефицит, со несоодветно, нестручно менаџирање во тој почетен иницијален период може да настане некаква таква повреда. А кога зборувам за невролошки дефицит, зборувам за нешто што да кажам понародно, значи одземеност на комплетна или делумна на екстремитетите, дали ќе бидат тоа сите 4 или само раците, односно само што е исклучително можеби најсериозна. Тоа е најсериозната компликација на параплегија, чинам и нели квадриплегија. Така, на овие повреди. Тоа доаѓа точно од анатомијата. Значи една повреда која што скршеница на пршленот, ако го компрометира коскениот канал, каде што е сместен нервниот, односно рбетниот мозок, таа може да даде последици од типот на одземеност делумна или комплетна. Евеќе тоа е нешто што значи индикација за некаков итен третман. Се покажало дека таа индикација за таков третман треба да се направи во некој меѓу 6 и 24 часа од повредата. Тоа е оној почетен период во кој што се смета дека хирушката интервенција на декомпресија значи ослободување на тој простор, повторно ослободување, ќе даде можност за евентуално опоравок. Нема гаранција дека опоравокот ќе настане веднаш или дека комплетно ќе се повлече, меѓутоа хирушката интервенција секако значи некаква шанса. Од друга страна, тоа што не знам, на кое што веројатно треба да се внимава исто така е и да се каже во оваа прилика дека повредите на рбетниот мозок настануваат на две нивоа. Тоа се примарните повреди кои што се од компрометирање на коскениот канал, односно тие коскени фрагменти кои што ќе влезат во каналот. Веројатно на некои од сликите тоа ќе можеме и да го видиме. И она што значи секундарно оштетување на рбетниот мозок низ оној след на хемиски реакции кои што настануваат како резултат на повредата. Овде поминаа неколку снимки кои што делодиагностичките процедури. Да, делодиагностичките процедури, значи ако земеме дека оној да кажам иницијален третман е исклучително важен кај оваа патологија, понатаму иако добро е направен, веднаш по пристигнувањето во болнички услови, треба да се направат соодветни диагностички процедури. И тоа се почнува со стандардните рентгенграфии, значи нативни, кои што чија навистина добра анализа може многу да помогне и нас ни е потребна за да направиме, да речам, една класификација на повредата. Класификација на повредата значи да го одредиме типот на скршеницата. Тоа е корисна една алатка. Таквите, да се вратам малце во историјата, првпат е направена негде на почетокот на 20 век, 1929 година чинам. Заради тоа што било потребно да се препознае типот на скршеницата, а од типот на скршеницата понатаму се одредува па и прогнозата и начинот на лекување. Тие класификации имале своја еволуција во текот на времето. Денеска се користат различни типови на класификации.
Меѓутоа, тоа е тоа што првично го правите како дијагностичка тоа алатка. ќе го направиме на испитувањата, значи на нативните рентгенграфии. Оттаму следи скоро по правило како дел од алгоритмот на третманот компјутеризирана томографија која што откако е воведена ни дава исклучително, да речам, корисни податоци во однос на тоа што во однос на начинот на третман. А денеска за одредени типови на скршеници дури можеме да користиме и магнетната резонанца која што ни дава увид во структурата на меките ткива. Да, професор, имаме јавување на линија да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кој е вашето прашање? Моето прашање е у вези с докторот за работниот стол. Добро. Моето прашање е малку се касно вклучив, али во врска со работниот стол бе. Добро. Јас од 2002 година имам дигнато тежок предмет и од 2002 година навако, од 99 година ме ставија у количка и така сум. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Од каде се докторот и кај може да го најдам да ми имат констатирано парапареза спастик, параплегија. Добро. И од 2002 година навака се така ме лечат без врска, да ти кажам. Да. Ќе добиете одговор каде ќе го најдете, останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по блокот реклами. Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје. Денеска зборуваме на тема скршеници на рбетот и директен одговор до гледачот кој што се јави уште еднаш представување на гостинот и каде може него да го најдете. Професорот доктор Игор Кафтанџиев е субспецијалист травматолог од јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за травматологија и воедно продекан за специјализации на Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професоре, во овој дел кој што ни остана да споменеме што е она што како можности за третман пред се хируршки кој што го правите, имате на располагање кај различните типови скршеници на рбет. Така. Она што го споменав претходно, значи одредувајќи го типот на скршеницата е клучното прашање. Значи типот мислев на незината морфологија, меѓутоа одредување и на стабилноста на целата таа скршеница е нешто што не води кон третманот. Генерално земено, третманот на овие скршеници пред се зависи од тоа дали имаме оној невролошки дефицит кој што го споменав. Од тука ќе биде дали таа скршеница ќе се третира конзервативно, односно неоперативно, или ќе треба да се третира оперативно. Значи, за скршеници кои што имаат пациенти со скршеници кои што имаат невролошки дефицит, неопходно е потребно да се направи она што е да се даде можност тој дефицит да се ослободи, значи да се направи некаква декомпресија и понатаму стабилизација на скршеницата. И за тоа е потребно хируршки третман. Тоа е денеска, да речам, рутинска пракса на клиниката. Оперативна интервенција која што може да се изведува од задната страна, односно од предната страна, не би навлегувал сега во многу техники хируршки, веројатно тоа не е ни толку важно. Сигурно не се оди со класични резови веќе, сето тоа е. Тука се уште се оди со класичен рез во оние ситуации во кои што е потребно да се направи декомпресија, бидејќи немате начин како на друг начин тоа да го решите. Постојат исто така и постои еволуција и во хируршкиот третман и со пронаоѓање на нови импланти кои што значат и полесна апликација и подобра, да речам, стабилизација. Меѓутоа, генерално, принципот е
тој. Значи, треба за таквите пациенти да се направи декомпресија и стабилизација. Да слушнеме, имаме уште едно јавување, професори, и ќе продолжиме. Добро утро, односно добар ден. Како добар сакате? Ден. Добар ден, добро дојдовте. Сакам да прашам, намали го. Да слушнеме, имаме уште едно јавување. Намали го. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам нешто во врска со мажот ми. 2000 година падна на мраз и мислам неколку минути или така беше во као да речеш во кома, го однеса во градска болница, го ставија на скенер, на магнетна резонанца и установија, вика, дали вика можете да мрдате со прсите, вика да, можам вика да мрдам, значи не беше за количка, страшна повреда беше таја и сега од 2000 година се мачи нон-стоп, има трпки по целиот, значи тоа си веројатно горе атласот бил повреден и на крајните екстремитети има трпки. И сега не може нон-стоп, кога му се поголеми, кога му се мали, оди на невролози, некој вика за операција, некој вика за не. Нека ни каже докторот што може нешто да се санира. Дали е доволно за одговор, професоре? Така, нека ни одговори доктор. Да. Благодарам за вашиот интерес. Да, тоа што... Трпки претпоставам во долните екстремитети. Трпки може да бидат или во горните, долните. Да. Но со оглед што бил пат, да. Да, не го разбрав. Мислам, не ја разбрав гледачката каде е точно локализирано тоа. Меѓутоа, тоа може да значи дека како последица, ако имала таква повреда, а најчесто овие се последица на делување на некаква јака сила, дошло до некакво одредено оштетување на некој од нервните корени, дискусите. Јас веќе спомнав дека е тоа сложена структура со повеќе... Ако се зафатени, тие сигурно се усложнува повеќе елементи. Тоа што е направено тогаш може да дало некаква информација во тој момент. Меѓутоа, тоа не значи дека ова нема своја еволуција и нема свој прогрес. Значи, таа повреда. Чинам дека 2000-та рече, тоа се 18 години. Да, тоа се многу време е тоа поминато и ова веројатно треба да се иследи понатаму за да се види. Знаете, многу е тешко овака да се даде некаков одговор. Тоа треба да се иследува, поготово кога зборуваме за вакви структури кои што се навистина сложени, да се најде што е вистинската причина за таа симптоматологија. И дали треба да се оперира или не, како што и кажале. Тоа е многу тешко овака да се даде одговор. Тоа треба, велам, прво да се иследи, ако треба и повторно, а понатаму што ќе покажат тој испитувања, од таму ќе дојде и препораката дали тоа треба да се решава оперативно или ќе биде нешто доволно да биде некаков конзервативен третман со физикална терапија или нешто слично. Кажавте дека хируршките интервенции кои што ги изведувате некогаш може да бидат и поедноставни и посложени во зависност од зафатеноста на самиот трбет или структурите, колку рехабилитацијата или рековалесценцијата постоперативно исто така важна во целиот овој процес на закрепнување и лекување на пациентите? Да, исклучително е важно. Значи, која е идејата на лекувањето, како и секаде, така и во лекување на скршениците на рбетниот столб, идејата е да се пациентите вратат кон ние претходни активности. Значи, колку што може побрзо и колку што може во поголем процент да бидат способни да го обавуваат она што го правеле и пред повредата. И тоа е императивот на лекувањето. Не можам да зборувам сега тоа колку би било во време или во месеци, затоа што, знаете, ова е секој случај сам за себе. Сигурно. И тоа е секоја скршеница бара, ајде да кажам, индивидуален пристап и третман. Меѓутоа, генерално, пациентите по интервенцијата, по оперативната интервенција од ваков тип, зборувам за некомплицирани повреди, каде што немаме невролошки дефицит, релативно успешно се враќаат на своите активности во релативно краток временски период. И уште едно јавување. Да, имаме на линија да го слушнеме. Добар ден. Добар ден, ако се однесува за мене. Да, господјо. Ако сакате представете се или останете анонимна. Ќе ви се представам. Добро. На телефон е Снежана Филиповска, мајка на син кој што ми го оперираше од пршленот L1, доктор професор Картанџиев. Пред полни 11 години, само да искажам една голема благодарност, помина се во најдобар ред. Поздрав уште еднаш и само напред нека оди. Благодарам. Благодарам и поздрав. Да. Господјо Филиповска.
Благодарам. Многу пациенти ви поминале? Па да, баш ми е драго што еве тоа испаднало како што треба. За жал не може секогаш да излезе како што треба, дури колку и да направите напор или колку и да реков секој случај сам за себе, и тоа е дефинитивно она што мораме да го знаеме, а и пациентите мораат да го знаат, дека каква ќе биде прогнозата зависи од многу фактори. Нормално пред се типот на повредата, начинот на третманот, а понатаму и рехабилитацијата. Сигурно. И она што на крај може би да го спомнеме, иако повредите не може секогаш да се превенираат или отстранат, се случуваат, кои механизми или на што упатувате пред себе и кај вашите студенти кога ги учите и кога предавате, а и кај луѓето пациенти во прв ред им го назначувате? Сигурно да, некој ако сака да се качи, треба на дрво, но што треба да прави? Па да, знаете, веројатно во сите тие ситуации забораваме дека може да настанат вакви повреди. Меѓутоа, за жал, овие се повреди кои што може да имаат катастрофален исход понатаму. Значи, Не споменавме летален, за жал и смртен исход. Па да, дури и такви може да бидат, и тоа е сосема накратко дека тоа се случува најчесто кај оние повреди кои што се во вратниот сегмент, каде што може да биде компромитирано и дишењето. Превенцијата еве за таквите повреди е, ајде за среќа еве лето, за среќа или не поминува летото, меѓутоа тоа се овие скокања во базен, скокања во плитки води кога настануваат тие повреди. На тоа може да се внимава. Оно што претходно го споменав, пат од висина, значи тоа се работници во индустријата, најчесто во градежништвото, качувањата по дрво, берењето на тие плодови кои што може и да се избегне, нели? Не можам да зборувам да бидам категоричен дека тоа мора да биде така, меѓутоа еве тоа се некои работи на кои што треба да се внимава секако. Да се земат во предвид. И уште едно јавување имаме, ако дозволите, за крај на Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Господјо, и вие сте добродојдена, одлично ве слушаме. Кое е вашето прашање? Моето прашање сакам да питам доктору. Сам подигнено тешко, ми се изместени 4 и 5 пршлен на снимката. Добро. Сега само примав терапија и инекции, таму друго ништо. Што може доктору да ме објасни? Дали ова доволно или ви треба уште некое прашање? Не, еве јас накратко тоа веројатно не спаѓа во темата на ова што го зборуваме, не е поврзано со скршеница, меѓутоа дел од заболувањата на рбетот кои што исто така се предмет на лекување на клиниката каде што јас работам. Предпоставувам дека пациентката, вашата гледачка и пациентка, би требало да направи некакви исследувања кои што ќе покажат каде е точно проблемот и дали тој треба да се лекува на оперативно или нешто друго ќе биде сосема доволно. И за крај на овој разговор уште една мисла која што сакам да ја пратиме како порака е кога имате покомплицирани интервенции и скршеници, сигурно и вашите колеги, пред се неврохирурзи или од други гранки на хирургијата, исто така мултидисциплинарно го решаваат тој проблем. Да, дефинитивно ова е една работа која што треба да се работи тимски. Секој кој што е поспремен во својот дел треба да учествува во таа работа. Значи, по мене хирургијата е секогаш подобри резултати дава кога работи еден тим. Тоа ви како во спортот, знаете. Една звезда не прави не носи секогаш победа, ама тимот веројатно ќе биде поголема гаранција дека тоа ќе биде успешно. Успешно, да. Ви благодарам, професоре, за вашето гостување, за вашето прво представување во Фактор здравје и покана повторно да бидете дел од емисијата. Ви благодарам и јас на поканата. Благодарам, ми беше задоволство. Професор доктор Игор Кафтанџиев, субспецијалист травматолог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за травматологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза, беше денешен гостин во Фактор здравје. За понатамошни информации и закажување прегледи ви упатувам на неговата матична клиника, а тука ставаме точка и крај за ова работна недела. Повторно ве поканувам од понеделник да бидете со Фактор здравје во 10 часот и 15 минути. До тогаш пријатно, имајте убав викенд.